Овие поенти во живо од Берлин го имаме Горан Момировски, новинар кој долги години го следи спорот и преговорите. Горан, добар ден, благодарам што си дел од нашата програма. Нимица одамна не бил во регионот, некако преговорите беа во застој последниве години, додуше и кога не беа, кога се разговараше поинтензивно, немаше некој поместување во позициите. Какви се твоите проценки, дали има простор сега за некаков пробив? Тешко е да се каже на вистина, ако се земе предвид се тој оптимизам кој што македонската страна го искажа последниве неколку недели, можеби некој би помислил дека постои простор. Меѓутоа искуството покажува дека просторот кој што го остави Грција по прифаќањето на фамозните црвени линии уште во 2006 година, 2007 година, навистина е многу мал. Навистина не гледам начин на кој што би можело да дојде до некакво поместување од двете страни. Тоа што го зборува министерот за надворешни работи Димитров, премиерот Заев и други високи представници на македонската влада е во ред, испраќаат пораки позитивни кон Грција. Меѓутоа од другата страна имаме, не би рекол ривал, имаме сосед кој што едноставно не може да си дозволи да ги помести своите ставови. Да не забораваме, во владата во Грција има една партија Анел која што инсистира да не воопшто да не се користи името Македонија во евентуално решение помеѓу двете земји. Секое прифаќање на некакво решение кое што не е прифатливо за Анел, например, би значило пропаст на грчката влада. Дали тоа навистина може да се случи? Лично јас не верувам. Може би другите луѓе кои што имаат повеќе информации, кои што знаат што се случило, затоа што очигледно е дека некој некому му ветил нешто, некој некому зборам за владата во Скопје, добила некакви информации, насоки, охрабрување да го прави тоа што го прави со цел да се подобрат односите меѓу двете земји и евентуално да се дојде до решение за влез во НАТО и во Европската унија, Гоце. Тоа беше целта. Новата влада најавуваше брзо зачленување во НАТО и отпочнување на преговори со Европската унија. Намерата беше да убедиме Грција некако да дозволи под привремената референца да влеземе во овие организации, но се чини дека веднаш по посетата на Димитров во Атина ова можност веќе не постои. Дали си изненаден генерално од брзината со која Нимиц доаѓа во Македонија, скоро и да нема месец откако имаме нова влада? Па добро, јас активно Нимиц го следам од 2006 година, нека 2005 година ноември, од фамозниот предлог кој што го образложи во Скопје тогаш. И практиката вели дека Нимиц секогаш пристигнал во посета на регионот по формирање на нова влада, така што не изненадува што тој доаѓа во Македонија. Според македонска телевизија утринава, како што прочитав, доаѓа само во Скопје, подоцна МКДМ, ако не се лажам, сајтот објави дека оди во Атина, што е сосема друга ситуација, затоа што ако дојдеше само во Скопје, ќе значеше дека притисокот е само на Скопје. Вака со посета на Скопје и Атина можеме да претпоставиме дека и двете страни ќе бидат под еднаков притисок од страна на Нимиц и се разбира американскиот стеде партнер со кој што тој е во постојана комуникација со екипата таму која што ги подготвува практично неговите тези, неговите точки за разговор со двете страни. Не е изненадување што Нимиц доаѓа во Македонија и во Грција се разбира, како што не е изненадување ни тоа што Грција веднаш ја отфрли варијантата ФИРОМ за влез во НАТО пред се. Европската унија се разбира секако мора малку да почека, затоа што таа позиција на Грција трае уште од 2008 година, од самитот на НАТО во Букурешт, се провлекува од тогаш натаму како цврста позиција од која што ни една грчка влада, не само ова на Ципрас, било која друга влада нема да може да отстапи. Затоа велам се чудам зошто толку се искажува оптимизам во однос на можност за решавање на ова прашање, затоа што е совршено јасно дека Грција е таа која што ќе мора да попушти. Секоја друга варијанта во која што Македонија би попуштила во правец на повреда, би рекол, на националниот идентитет и на идентитетскиот корпус прашања, ќе биде катастрофа за Македонија. Се надевам дека не е тоа дел од евентуален иден договор меѓу двете земји, затоа што Македонија не може да си го дозволи тоа. Иако се согласувам дека навистина е потребно влез во НАТО и Европската унија, кој што најавуваше владата на СДСМ, премиерот Заев, сепак мислам дека мора да се биде многу внимателен, особено кога се работи за зголемување на очекувањата во јавноста. Ние повторно сега, после неколку години стагнација, имаме кај македонските граѓани високи очекувања дека проблемот со името може да се реши многу брзо.
Апсолутно не е така, затоа што ако беше лесен за решавање, ќе го решеше од Киро Глигоров на времето, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, ако сакате сегашниот претседател Иванов или премиерите кои што беа во последниве 27 години, се работи за пресложен, прекомплексен процес за решавање на името кој што навистина не дозволува, не би ги нарекол овие однесувања на македонските власти импровизација, меѓутоа не дозволува да се оди во јавност доколку немате навистина план со конкретни точки, со конкретни ветувања. Тука пред се зборам за силен притисок на Европската унија, НАТО членките и САД пред се и Германија заедно кон Атина, со цел да се дојде до некакво компромисно, разумно решение. Затоа што се друго не гледам дека може да доведе до некаков резултат, особено не позитивен за Македонија. Горан, слушаме дека во Грција има иста позиција и власта и опозицијата во однос на ова прашање. Спомена ти дека од 2008 нивните позиции се зацементирани. Многу се говори во Македонија околу ова прашање, се разбира поради тоа што сме заглавени на патот кон Европската унија и НАТО и очигледно дека без решение на овој спор нема напред. Дали гледаш некаква заедничка позиција во Македонија и како ние треба да се однесуваме? Се споменуваат веќе некои нови предлози, се споменува Вардарска Македонија како некаков можен предлог од грчка страна упатен кон Македонија. Единствено кај нас согласност има дека треба каков и да е предлог или решение да помине на референдум. Другото само сакам да кажам дека не се чувствувам експерт за ова прашање, едноставно сум новинар кој што имал прилика преку Ајден заедно, ако се сеќаш, да ги следам овие настани од тогаш до сега, нели, и да имам некакви поблиски информации од луѓето кои што беа инволвирани во целиот процес. И сега се она што го кажувам е само некаква моја анализа, навистина немам никакви информации околу тоа што се случува во позадина. Меѓутоа можам да кажам дека е навистина тешко да се зборува за било какво име, без разлика дали е Вардарска, Горна, Северна, Словенска и така натаму, доколку не се има во предвид целокупниот пакет позади името. Позицијата на Грција во овој контекст е многу јасна. Тие не сакаат официјално да разговараат за идентитетските прашања. Ако прашате било кој грчки дипломат, ќе ви речат во прашање само името, согласно времената спогодба помеѓу Македонија и Грција и други меѓународни документи. Меѓутоа, тие тоа го поставуваат како прашање за името од кое што подоцна би произлегле сите оние останати идентитетски делови од договорот. Например, доколку, зборам пример, се разбира, за мене е неприфатливо било каква Вардарска, Словенска, Горна или Северна Македонија, затоа што за Грција тоа би подразбирало дека во графата за јазикот во Обединетите нации ќе пишува јазикот на, да речеме, Горна Република Македонија. Графите за националности во европските институции, во Обединетите нации, меѓународни организации секаде би бил националноста која што живеели граѓаните кои што живеат во, да речеме, Северна Република Македонија. Оттаму, навистина, не гледам воопшто потреба да се разговара за било кое име, доколку однапред не се расчисти дека тоа име, заемно прифатливо за двете страни, нема да влијае по никакви причини на македонскиот идентитет. Наистина, можеби оваа фраза македонскиот идентитет во последниве 20 на години, особено последните 10 на години, стана излишна, сите ја употребуваме, сите ја користиме, меѓутоа навистина се работи за едно сложено прашање кое што навлегува не само во македонскиот устав, навлегува и во правата на македонските граѓани како индивидуалци, не како членови на колективен ентитет. Се работи за личните права на граѓаните кои што утре во своите пасоши ќе треба да примат државјанство на некаква, не знам, Горна Република Македонија, да се нарекуваат горномакедонци и така натаму. Да не зборуваме за сите други меѓународни документи, освен пасоши, па и за внатрешна употреба, личните карти за Грција е неопходно секое решение за името да има автоматски имплементација во македонската легислатива, во македонските документи, при што во личната карта на секој македонски граѓанин ќе треба да стои новото име, што колку и да сакаме да испраќаме позитивни пораки кон Атина, како што тоа го прави сегашната влада, е навистина нереално и неприфатливо за најголем дел од македонските граѓани. Што се однесува до референдум, и според мене нема друга алтернатива. Секое прифатено решение со одлука на влада, на претседател, на парламент е
катастрофа за Македонија, затоа што дополнително ќе предизвика сериозни поделби за Македонија, која што и онака е поделена и на етнички и на политички план во последниве 2-3 години пред се. Затоа велам, референдумот мора да остане како механизам кој што ќе го негуваат сите влади како начин за решавање, за прифаќање на евентуално решение, каде што граѓаните сами ќе се произнесат за тоа што мислат. Секоја друга варијанта би била самоубиствена за Македонија, Гоце. Горан, ти благодарам за ова твое вклучување во живо од Берлин. Се надевам че имаме можност да поразговараме и да ги споделиш твоите впечатоци по посетата на Нимиц. Да подсетиме уште еднаш, доаѓа недела и понеделник, па ќе видиме со какви пораки. Ти благодарам уште еднаш.